60 години игра, ора и песни, но и презентација на македонскиот фолклор ширум светот. Велешкиот ансамбл Керамичар со 2 целовечерни концерти го прослави големиот јубилеј. На вториот концерт пред велешката публика настапија и постарите и помладите ветерани. Пред самиот настап ги запрашавме што Керамичар значи за нив и какви спомени буди кај нив. Пред околу 20 години започнав да играм во Керамичар. Мислам дека едни од најубавите моменти во мојот живот ги имам поминато во Керамичар. Се уште се сеќавам дека после секоја проба кога си доаѓав дома, вежбав за следната проба да дојдам подготвена и тоа ми е едно од најголемите сеќавања кои што ги имам во мојата меморија, останата како убави спомени од играњето во игрорно друштво. Исто така можам да напоменам дека турнеите беа едни од многу убавите случувања во мојата кариера, да речам играорска, макар што не професионална, но како едно од најубавите турнеи можам да истакнам на турнејата во Франција, која што траеше еден месец. Ја прошетавме целата Франција и Шпанија. Таму мислам дека презентиравме нашата култура и традиција достојно и ние понесовме многу убави впечатоци од оваа турнеја, но мислам дека и луѓето кои што не гледаат таму научија многу за нашата традиција, ората, песните и игрите. Моите почетоци во Керамичар датираат многу одамна, значи уште далечната некаде 68-69 во смисла мојот татко беше еден од основачите на ансамблот Керамичар, па покрај него нели јас посетував проби, концерти и така натаму. Инаку како активен член на фолклорниот ансамбл Керамичар, тоа е далечната зима 78-79. Че тогаш започнав со проби и тренинзи, нели да ги учам фолклорните сплетови кои што ансамблот Керамичар ги негува и ден денеска. Кои се спомените кои ви се најголеми или најголемо значење имаат за вас од сите овие години од кога сте биле во Керамичар? Спомени има безброј, многу е тешко да се издвои барем еден од нив, макар да би се потсетил на 1981 година, кога бев член на ансамблот, на составот кој што се такмичеше во Дижон на светскиот фолклорен фестивал, каде што ансамблот освои трето место од целиот свет. И беше посебна гордост, нели, да бидеш македонец таму. Оно што за ветераните на Керамичар останува врежано во нивната меморија се дружбите и пријателствата стекнати во деновите кога тие активно настапувале како дел од ансамблот. Нашите спомени, моите нарочно спомени се од Керамичар се ожени. Детето му свиреше исто во Керамичар и он беше во странство. Исто музичари кои да речам едно 7-8 пара се земаа од Керамичар, игрорци се земаа сигурно 15 пара, се е среќно, се е весело, се е добро. Па спомените, турнеите, другарувањето, забавите, тие се спомени, стекнати пријатели. Што сметаш еве ти зашто младите денеска треба да се приклучат кон едно вакво фолклорно друштво? Што ќе им донесе тоа во животот? Па ќе им донесе многу познанства, многу пријатели, ќе го прошетаат светот. Ден денеска мислам дека пријателите кои што ми беа и кои што ги стекнав во игрорна ми се уште пријатели, значи можеби не се гледаме толку често како порано, значи порано се гледавме секој понеделник, среда и петок и после секоја проба имаше дружби меѓу нас. Сега тоа нели се намали многу повеќе, но еднаш месечно знаеме да се собереме, да се евоцираме спомени, да се присеќаме како сме си поминале на овие турнеи, каква била дружбата меѓу нас и се разбира да продолжиме и понатаму и мислам дека едно од најинтересните случувања сега на повозрасни години е тоа што сме се уште звезди по свадбите кога ќе отидеме. За сите ветерани во Керамичар, 6-деценискиот јубилеј е од големо значење. Ова е више како круна.
на 60 години веќе голема работа, ја мислам. И веќе видите, вечер ќе се докажеме дека се уште постоиме, се уште работиме и ќе видиме вечерно. Па нешто убаво, дај Боже да си дочекаат уште многу јубилеи. Нешто прекрасно, убаво. Па само луѓето кои што навистина го сакаат и го љубат фолклорот, нели како што тоа ние го сакаме, може да го почувствуваат тоа, но многу ни значи, навистина многу. И се гордееме и се надеваме дека и понатаму ќе продолжиме и за 70 годишнина, се надеваме и за 80 да се сретнеме повторно. Па многу значи во моментов е убаво да се носи повторно носија. Настапував и на 55 годишнината, тогаш последен пат сум облекла носија, но веќе наминаат 10 години од кога заврши мојата кариера во керамичар. Убавите спомени остануваат, се надевам дека и во иднина ќе продолжиме вака да се дружиме барем на 5 или 10 години. И морам да истакнам дека вечерва ја посветувам на моите родители, тие беа најголемите мои поддржувачи додека играв и тука се во публика и понатаму и да ме следат и да видат како ќе биде вечерашниот настап. И еве, тие го обожаваа Повардарија и мислам дека со песните игрите од Повардаријата вечерва ќе им биде уште поубава. Во Керамичар има кој да ги наследи ветераните, вели председателот на ансамблот Томе Јаневски. Јас, како председател на ансамбл Керамичар, сум задоволен од тоа како се работи, бидејќи имаме ние луѓе кои што знаат да работат и кои што се долго во фолклорот, така да на првата група фолклорна е раководител Николче Петрушевски, тој е од некаде од втората половина на 70-тите години во фолклорот. Исто така Сашко Трајковски, раководител на втора и втора Б, има асистент Петрушевски Дарко и Борче Петрушевски е на третата група со асистент Маријана Илиевска. Значи имаме 5 раководители, 5 наставници кои работат со децата и секако тоа многу предонесува за нивниот квалитет. И мене особено ми е драго што во последниве години се чувствува тоа да голем број на мали деца, млади луѓе и мали деца од 5, 6, 7 години имаат желба да ја негуваат таа традиција и понатаму. Над 250 играорци и музичари настапија на двата јубилејни концерти на Керамичар, беа изведени кореографии и ора од сите краишта на Македонија, на задоволство на публиката во преполната сала во Основното училиште Блаже Конески.